Ова ќе биде еден предлог документ, една би ја нарекол предлог работна верзија, за кој што очекувам сите политички чинители субјекти прво да имаат конструктивен пристап, да сериозно го разгледаат овој документ, да дадат своји предлози и заеднички да го донесеме документот во собранието. Многу од овие одредници се заштитени со претходни декларации, документи, договори, меѓународни. Еве, сега нова е тоа што нудиме заеднички пристап, како и секоја друга сериозна држава, да имаме заеднички црвени линии, поради тоа што ако го постигнеме националниот консензус, иако интензивно работиме на реформите, при тоа државата расте, се надградува и зајакнува, никој, никогаш и ништо нема може да запре на патот кон Европската Унија. Овој документ ќе го поднесам до политичките партии преку собранието како работна верзија, нема официјално сега да го поднесам во собранието со цел сите да го разгледаат убаво, детално да дадат своји предлози, ако треба некои делови да модифицираме, имајќи предвид дека на крајот има и една временска рамка, предлог временска рамка, како би се одвивале тие процеси. Овој документ доаѓа во пакет предлог со закон, а тоа е закон за улогата на собранието во процесот на интеграција на Република Северна Македонија во Европската Унија, во кој што се дефинираат повеќе работи. Улогата на собранието, улогата на Комисијата за европски прашања во процесот на преговори, улогата на Националниот совет за евроинтеграција во процесот на преговори и неколку делови од резолуцијата. Освен што очекувам да сите бидат конструктивни, мора да потенцирам дека очекувам уште една друга работа, а тоа е овој документ да не се злоупотреби во корист на предизборната кампања, сега пред изборите, пошто станува збор за нешто што е од национален врвен државен интерес и сметам дека треба да го оставиме овој предизборен период да помине, да сега го каже своето мислење и веднаш после завршувањето на изборите да заеднички во собранието овој документ се договориме во каква форма, согласно мислењата на сите политички партии, нормално сугестии, предлози за што сме целосно отворени, ќе го изгласаме во собранието. Во првиот документ на резолуцијата се наведени повеќе претходни резолуции и договори со точна дефиниција како и на кој начин и што од идентитетските одредници е заштитено во тие документи, почнувајќи од 1993 година, резолуцијата за надворешно политички приоритети на земјата за членство во НАТО и ЕУ, 1998 година декларација за развој на односите со Европската Унија, декември 2005 година кандидатскиот статус за членство во ЕУ, октомври 2009 година препораката за преговори со ЕУ и дополнително условување за развој на добрососедските односи, 2017 година договорот за добрососедство со Бугарија, 2018 Преспанскиот договор, 2019 Обединетите нации го потврдуваат македонскиот јазик како официјален за меѓународна употреба, 2021 година собранието донесе со 95 гласа за резолуција за утврдување на македонските црвени линии, предложена од тогашната опозицијска партија ВМРО-ДПМН, а прифатена од најголем дел од пратениците од тогашното мнозинство, вклучувајќи го и СДСМ. 16 јули 2022 година заклучоци за дефинирање на македонските државни национални позиции во однос на преговарачката рамка со Европската Унија. Ке ги поминам некои од следните артикли во текстот. Република Северна Македонија треба да има проактивен пристап за продолжување на преговорите со Европска Унија, бидејќи тоа е во наш интерес и во интерес на нашите граѓани. На тамошно чекање не ги подобрува нашите позиции, затоа е потребен ангажман на ниво на ЕУ за натамошните чекори во процесот и на ниво на координација за исполнување на обврските од преговарачката рамка кај нас дома. Последниот артикл ставаме акцент на спроведувањето на реформската агенда. Владата и собранието се целосно посветени за спроведување на реформската агенда со максимален фокус на забрзување на реформите, зашто се препорачува ресорните министри на квартално ниво да реферираат пред Националниот совет за евроинтеграција и Комисијата за европски прашања за динамиката на носење на соодветни закони од ресорите согласно реформската агенда. Понатаму,
Владата на Република Северна Македонија и сите државни институции доследно да се придржуваат кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара со Европската Унија. Преговорите се водат на рамноправна принципиална основа, почитувајќи ги нормите на меѓународното право, на меѓународното право и достоинството посебноста на македонскиот народ, како и во целосна согласност на резолуцијата усвоена од Собранието на Република Северна Македонија 29 јули 2021 година. Во текот на преговорите за пристапување се до нивно завршување со склучување на договорот за пристапување Република Северна Македонија во Европската Унија и по приемот на Република Северна Македонија во полноправно членство во Европската Унија, владата нема да прифати да разговара за поинако решение за македонскиот јазик од тоа наведено во преговарачката рамка. Билатералните прашања поврзани со билатералните договори, добрососедските односи, кои не се директно поврзани со правото на Европската Унија и со Копенхашките критериуми за членство, да не бидат одредници од кои ќе зависи отворањето и затворањето на поглавијата и кластерите во текот на пристапните преговори. Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка, вклучувајќи ги уставните измени со јасна определба дека е тоа последна пречка, без прифаќање нови барања или прашања од билатерален или идентитетски карактер. Сите билатерални прашања со Бугарија ќе се решаваат во билатерални разговори и инструменти составени помеѓу двете држави на еднаква основа, без да се создаваат нови блокади на преговарачкиот процес. Имајќи предвид дека прашањата за јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои се веќе потврдени не се преговара, доколку во текот на преговорите за членство со Европската Унија од страна на европски институции или било која држава членка на ЕУ се отварат прашања со кои се проблематизира македонскиот јазик или било кое друго идентитетско обележје, или доколку преговарачкиот процес се биде блокиран поради идентитетски прашања или барања кои се надвор од преговарачката рамка и не припаѓаат на Копенхагенски критериуми за членство, тогаш со заедничко писмо председател на државата, Собранието и владата имаат обврска да ги информираат сите европски институции, Европската комисија, председател на Европскиот совет, председател на Европскиот парламент, Еврокомесарот за проширување и високиот представник на ЕУ за надворешна политика и безбедност, дека е потребно безусловно почитување на јазичните, идентитетски, историски, културни особености, како елементи за кои не се преговара. На крајот на овој предлог документ е на временска динамика, за која што исто така очекувам дека ќе има предлози за разгледување, за модифицирање, меѓутоа ова е нешто што сметаме дека треба да биде приоритет непосредно после локалните избори, имајќи предвид дека силно чекорат и брзо напред соседите Албанија, Црна Гора во регионот, има позитивни сигнали од земјите членки на ЕУ дека има волја за проширување на Европската Унија во овој период, заклучно со 2030 година, еден период кој што ние не треба да го пропуштиме. Тоа го потенцираат и земји членки кои што беа скептични за процесот на проширување изминатиот период. Тоа се Франција, тоа е Данска, сега потенцира дека го поддржуваат процесот на пристапување и затоа сметаме дека Собранието треба да започне после соодветни припреми постапката за измена на уставот да се достигне до фаза на прво гласање најдоцна до 15 декември 2025 година. Ви благодарам на сите за вниманието.